Кирил, пантомима, музика, театар, уличен театар, не знам од каде да почнеме. Добро. Стварно си онака една голема плејада на различни уметности собрани во тебе. Со еден збор артист. Со еден збор артист. Ајде да почнеме вака. Велиш слободен, да си слободен уметник, не си вреден. Слободен уметник, не си вреден. Да. Така велиш. Не ти е јасно тоа? Значи, не си вреден, види, во светот има многу слободни уметници кои што се вредни и среќни Ама во и светот? работат. Така, сакав да те прашам, таа парола важи за Македонија, за кај нас? Да. Добро. Според мене и според моето искуство. За Македонија и за Балканот, да речеме, затоа што сум имал можност да студирам и во Софија, нели? И сваќам дека секој уметник, седур се изразува слободно во едно општество, нема да биде вреден за тоа општество, затоа што тоа не му одговара на општеството. Тука. Добро. И затоа не е вреден. Кога ќе се обои, како многу други, станува веќе персона нон грата. А што ако е еден слободен уметник, види, во Македонија има многу слободни уметници. Факт е дека тешко можеш да опстоиш, мислам не опстојуваш. Тоа е што се знае. И што се држи. Да. Сигурно и ти си бил во таа позиција да си слободен уметник, затоа и тој порив да напишеш таква песна со таков текст. Предпоставувам, поправи ме ако грешам. Не грешиш. И велиш дека моменталната, тоа е ситуацијата во општеството исто те тера да не бидеш вреден. Од каде потекнува тој порив? Зошто е тоа така? Кај тебе? Вреден, не знам во кој аспект само го разбираш. Вреден е па... Вреден како вреден да работиш или Не вреден како да вредиш за да вредиш за нешто. Така е? Така е, да. Од Зошто каде тој порив? Мислиш дека денешницата те тера да се разочараш поради тоа што... Има еден таков стих, вика, денешницата ме тера да се сомневам во себе. Добро. Тоа ми се случи Што кога значи бев на пред 4 години имаше некој конкурс за вработување по театрива, така? Мислам имаше пред 4 години. Имаше повеќе, така. може 2-3, и а повеќе. јавев на еден. Да. За жал ете не успеав да влезам никаде и во еден момент се почувствував така дека не значи дека ако бидеш одбиен од било која институција, да, дека ти не вредиш. Сега. Но за жал тоа се Сега. случува, а тоа она ти го наметнува бидејќи на некој му е кажано кој ќе влезе и сега ние другиве што се трудиме и што цел живот правиме нешто, не дека и тие што ќе влезат не правеле ништо, но зависи со каков жар ја правиш сепак работата според мене. Дали е стварно од срцето или е наметнато. Пошто има многу актери кои што растеле со некои актери доли кои што ги тапшале по рамо и му викале ти кога ќе пораснеш ќе бидеш глумец. Глумец на Чичо, глумец на Чичо. Убава како глумица. И он го слуша тоа, во подсвеста му влага, нели, и си вика, да, јас ќе бидам глумец, јас ќе бидам глумец. И он стварно така од некое наметнато мислење станува глумец. Што не значи дека требало да биде глумец. Тоа беше моментот кога Не се беше тоа разочара? моментот, се разочарав, не, сега забегав во друга тема да се Добре. навратам ново. Да. Значи самата денешница ти наметнува да ти во еден момент сватиш дека можеби не си вреден од типот на не знаеш да глумиш, не те бива затоа што сегде те одбива. И паѓаш во депресија. И самото општество те тера да мислиш така, што не значи дека е така. После пак се враќаме, нели, после дождот иде сонце. Но има пар такви ситуации во нашава професија каде што се случува да бидеш оттргнат, отфрлен. И тука се раѓа веќе поривот дека што ми идеме така, и јас знам вака. И па како се врати ти назад? Се враќам преку музиката, се враќам преку филмовите, се враќам преку... На која публика и се обраќаш со музиката? Знаеш, слушав најразлични траки. Добро. Некои допра и до мене. Да, имам различни баш стилови. онака не можеш да го дефинираш, јас и се обраќам на оваа публика. Кој Не ти е може. поривот Сите. таму? Сите, значи ние сме створени за сите.
Ние публика која што можеме да двоиме ова е ваква публика или ова е таква. Тоа самата публика си се групира, но ние како уметници, како луѓе кои што треба да правиме ентертејмент и забава за некој да не гледа, постоиме за сите. А кој сака да не гледа, нека не гледа. Мислиш дека нашата професија е ентертејмент? Забава? И ако мислиш така, од кој аспект е забава? Од како да кажам, од јавен допринес за општеството, значи, па за тоа постоиме, не можеме ние сега да си глумиме по дома. Или уметникот, зашо постои сликарот, сега ќе црта слики, ќе ги става у фиока. На никој нема да му ги покаже и он е најголемиот уметник сам за себе. Но тоа треба друг да го оцени, нели? Публиката е тука, публиката е најголем критичар. Ние постоиме за публиката и таа оценува кого ќе прифати, а кого ќе отфрли. Така да за сите ја права музиката, дефинитивно. Која е позицијата на еден млад актер како тебе, кој што има завршено во друга држава? Претпоставувам дека таму си поминал еден, мислам станува збор за поголема држава со поголеми театри, можеби и по големи продукции, не знам, ќе ми кажеш. Со 37 театри на една улица. Ете. Значи не е мала бројката. Не, сакам да кажам, не знам, 13, 14, да. И плюс некој приватен наваму натаму. Кажи ми, знаеш, си гледал многу, сигурно си гледал, си се дружел, кое е твоето искуство таму? Знаеш, се враќаш тука, почнуваш од нула да се бориш овде, си завршил на друг јазик, што може би не е толку голем проблем, но јас повеќе го гледам од аспект на тоа дека не си помеѓу овие театарски кругови. Не сум. Не си завршил во друга држава и сега доаѓаш и треба да се наметнеш. Како почна да се наметнуваш ти? Не сакам да се наметнувам никогаш. Добре. Никогаш не сум бил таков човек и дури мои блиски луѓе се чудат, пошто ме знаат по дома каков бунтовен човек сум и темпераментен, кога ќе излеземе негде во јавност, кога ќе се појават некои луѓе од иста бранша, јас се повлекувам, едноставно се тргам, оставам они да се истакнат, нели? Не пукам прв со моите пушки, туку наблюдувам. Тоа го научив на факултет, да наблюдувам. Од кога ќе видам се како е, што е, тогаш можеби јас настапувам на сцена, но во секој случај, кога се вратив, беше тешко и никогаш Значи, ја не се трудев да дојдам сега и да се вработам одма, да направам нешто, зашто имав една незавршена работа, а тоа беше филмот. Го почнав во студентските денови, се снимаше 3 години, за Максим зборам, дипломирав таму, дипломирав 2010-та, значи јас сум 7 години веќе дипломиран актер. Не вработен во театар, тука. Тоа е голем период, 7 години. Не бе фокусиран кон тие кругови, можеби е грешка, можеби и се уште стои таа грешка, но не ќам да си ја тргнам, не знам зашто. Сите ме познаваат, сите ме знаат, бидејќи сум поткован од минатото со многу детски серијали, како дете глумев во многу драмски студија кои што има собствена продукција на детски представи, па и многу сме шетали и сме играле во сите театри. Само овој не, бидејќи овој тогаш не беше направен. Но сум играл во доста театри со детски представи и тоа е, не знам, тоа е нешто најубаво што може да се случи како еден млад актер, нели аматер, кој што знае дека ќе стане актер кој ќе порасне, знае дека ќе студира дали на факултет за драмски уметности или на некој друг факултет, без разлика, дека ќе биде тоа. Тоа е да се навратиме на ова претходно што го зборевме, дека тоа е нешто што го сакам од дете. Ниту мајка ми е актерка, ниту татко ми е актер, ниту имам некој од фамилијата уметник, актер. Имам многу уметници, уствари, и сликари, и глумци, ама не сакам да се фалам сега. Добро, знаеш што ме интересира мене? Пошто ми спомнам, имаш спомнато дека си работел во Софија, си останал еден период таму, па доаѓаш тука. Кој беше клучниот момент да ти се вратиш тука, ако ти било добро таму, ако ти оди? Затоа што има многу мои колеги кои што сепак одлучила да останат таму. Моментот беше, пак ќе кажам, пресуден и со филмот Максим, бидејќи јас таму веќе завршив, дипломирав, крај.
Мораш да се пакуваш, да си одиш од таа соба во студентскиот град и да си бараш стан под кирија, кој што тогаш веќе стана многу скап, бидејќи Софија, односно Бугарија, влегува во Европска унија. И све се дигна, а меѓутоа тамошните плати беа доста ниски. Сега разбрав дека се дупло зголемени, баш ми е мило, нема да кријам, беа околу 400 лева. Тоа се 200 евра. А ти со 200 евра не можеш да си платиш стан под кирија, да јадеш и не знам, нели, за живот и за секаков вид новрски. Меѓувремено ми се роди и ќерка. И тоа беше уште еден таков силен момент, таа конекција што сакав да бидам додека растона. Нели, не сум од тие татковци што сакаат, нели, да направат дете и толку после тоа. Мисля дека завршиле работата, јас сум малце поразличен родител. Иако сум млад. И се вратив и после отидов во Индија. Еден месец и после се вратив и се замарав пак со снимање на Максим, значи доснимувавме тоа што ни преостана, завршивме и после со филмот се зафркавав една година и така вака на некој конкурс тука, одбиен, нели, се додека не се случи ова со приказки. Да. Знаеш, кога и да те сретнам, Кирил, кога и да се сретнеме, цело време си полн со ентузијазам, со страст, неуморно работиш и цело време кога разговарам и кога ќе те сретнам, прва слика за тебе ми е таа, дека си полн со ентузијазам и нонстоп нешто правиш и можеби си еден од ретките кои што секогаш наоѓа начин како креативно да го канализира тоа што го има во себе и што го носи, дали преку музика, дали преку уличен театар или не знам како. Јас сум воодушевена од тоа затоа што ти си невработен актер во институција. Многу често знаеме да се ставиме, тоест да се стават актерите во лежерна ситуација, окей, јас сум невработен, ќе се жалиме и знаеш. Не сум таков. Баш имено, дека не си таков. Да. Извини што ќе те прекинам. Обично сум културен и не упаѓам во збор. Но, се случува обратната ситуација од типот на јас се вработив и баш ми е гајле. И сега ќе спијам на тоа уво да ме вика да си глумам по представи. Доколку не ме викнат, мене ми е топ. Кидам у кладилница, кидам ваму, кидам со другари, ќе седиме, ќе играме сони, ќе си тече плата, ќе си капе, ама годините ќе се проаѓаат. Се што се случува кај мене, не знам други, сакав да кажам кај нас што не сме вработени, ние се бориме. И ти дури се бориш, автоматски ризикуваш. А кога ризикуваш, многу работи се поубрзани, побрзо се случуваат и многу повеќе работи се случуваат. Или ќе успееш многу повеќе, или нема да успееш, но не е важно, битно правиме нешто. Например, јас не сум вработен во театар, но мене ме знае цела Македонија. Во Гевгелија, во Богданци, кога одам, луѓе трчаат, бараат автограм, пошто ме гледале на телевизија. Нели, секој ден одам на една од националните телевизии. Тоа е кај нас, да. Актерот само преку телевизија кај нас може да стане некаква звезда, за жал. Да, некаква звезда во Македонија и нема нешто на тоа ниво да се почувствуваш така, но некаква популарност, да, ти прави телевизорот, бидејќи многу луѓе, поготово провинције во земјава, значи се залепени за телевизор. Дури јас се чудам колку они гледале народни приказки. Многу. Значи многу. А има актери кои што играат 2-3 представи, знаеш дека немаме некоја театарска публика во земјава. Во последниот период е подобрано, не викам не, но немаат луѓето навика да одат во театар. Не, нема, тоа е генерален проблем секаде. Зборам од цела Македонија, нели? Ти од Скопје ќе дојдат, ама по другиве градчиња помали каде. И ќе гледаат телевизија. Да, апсолутно си го прав. И Кирил, кажи ми како може еден актер како тебе креативно да се развива во една телевизија? Знаеш, тоа е влегуваш во еден континуитет на работа, не знам, синхронизираш, снимаш македонски народни приказни. Ме интересира како ти, ако веќе не можеш таму да ја канализираш твојата креативност, како еден актер може, знаеш, влегуваш во една рутина од работа, во еден момент. Шаблон. Што значи тоа за еден млад актер? Па тоа е, знаеш, тоа е нешто што ние самите треба да си правиме пресметка во нашите глави и да си направиме еден одбрамбен систем кој што ќе ги отфрла веќе тие шаблони,
затоа што се досадува. Секој чудо за 7 дена, за 3 дена, како беше. Значи, ти ќе правиш една работа, нели? Но после стварно станува тоа као те едно, те исто, те едно, те исто. Ти било интересно првите 10-15 епизоди и после веќе станува едно исто и не само со тоа, со снимање, со се друго. И со представиве, например, една представа сега кој игра еден актер цело време, нели? Веќе ќе му стане, веќе нема ни да ја мисли, автоматски он ќе ја прави. Може публиката ќе се воодушевува, но така ќе ги наштелува емоциите. Тогаш имаме проблем, тогаш не треба да се занимаваме со оваа професија, затоа што има примери, Кирил, кај што представи се играле по 300 пати, по 400, по 500 пати. Зоран Радмилович, да не сгрешам сега, мислам дека за сомнително лице, не знам, 300-400 изведби на представа. И кај нас има такви примери. Тоа не зборува за квалитетот на представите, да не се разбереме погрешно, не го коментираме тоа. Сакам да кажам дека не сме ова да стане рутина. Треба секоја изведба на еден актер да му биде... Ама треба и да си наоѓаме нови работи, нови интересни проекти. Ако гледаш дека тука не иде и сега ти не си моќе нешто да промениш, сврти енергијата, насочи ја кон нешто друго. Ме разбираш? Значи, ете, јас кон музика сум се насочил, пантомима имам еден занает. Да. Добро, сега и родител сум, па не мора да е со уметност. Насочи енергијата кон нешто друго, кон некое хоби, трчај, спортувај, оди во природа, вози кајак, шетај со децата, не знам, гледај филмови дома. Се тоа дел од нашиот живот. Да. Некогаш не можеме се сами да направиме. Многу добро те разбирам што сакаш да кажеш и се согласувам со тебе, ама некогаш не сме мокни и не треба толку да се напињаме и сега да се нервираме поради тој факт дека можеби животот ти станал досаден. Малку, нели? Некогаш си викаш досадно ми е стварно, не знам, веќе и книги прочитав и ова направив и она направив, сите филмови ги изгледав, што да правам со себе. Има такви моменти, но затоа ние сме и ти си уметник и многу сме емотивни и сензитивни луѓе. Значи ова сега да го гледа некој човек што се занимава со земјоделство, да речеме, ќе што зборат, види ги деца. Ќе си заплачат уште малце на шанк. Ама ние сме ептен со емоциите, тука си играме и заради тоа се случуваат и такви состојби на умот, кои што треба, нели, да ги канализираме у позитивни работи. Не да се нервирам. Кажи ми, ретко имам можност да разговарам за пантомима со актери кај нас, не знам колку сте, 20, 30, 5 луѓе, да не шпекулирам со бројки. Те познавам тебе. Што се случува со пантомимата кај нас? Мислам, постои еден фестивал Панфис, така. За жал, мислам дека добро, може би и во нашето образование, тоест не може би, него сигурно немаме ние образование за пантомима. Немаме и за жал, не знам што да кажам, тоа ете пак не зависи од мене. Има луѓе, има министри за култура, има сепак други колеги на повисок ранг кои што треба да ја потегнат работата. Значи треба да се отвори барем некој катче за нашата професија вистинска, зборам за театарот на движењето, за говорот на телото. Да, зборувавме за тој физички театар. Што значи тоа за тебе? Како го замислуваш ти тој театар што треба да биде отворен како институција? Исто како каде овој. Што ќе се работи физички театар. Исто како овој. Не мора да е вака направен, добро, може и поразлично, малце по-арт. Но да има сцена, да има столчиња, да има гримјорни, да има фоае. Мислиш дека сме образовани за да имаме таква екипа? И да не сме. Добра. Мора да направиме за да почнеме да се образоваме. Се додека ова не го ставам тука, тоа нема да дојде тука. Ќе си стои тука. Кој е твојот порив како млад актер да биде отворена таква една институција, во смисла, сега ќе ти кажам, физички овде се работи физички театар. На која публика ќе се обраќаш, какви представи ќе правиш, што ти е идејата? Не можам тоа да го кажам од сега на каква публика ќе се обраќам на сите, пак ние ќе бидеме отворени за сите, секој може да дојде да си купи карта. Може ќе му се допадне, може ќе види нешто поразлично. Во смисла, зошто го... Дали си гледала физички театар? Зошто сум гледала, види. Една ствар да се разбереме. Јас не...
кога ќе кажат режисери или актери, види, ние се занимаваме, ова е представа по Мерхолд, ова е представа по Арто, по Брехт. Мислам, тоа се за мене непознати води, јас стварно не знам што значи тоа. Значи, ние треба да се занимаваме со суштината на нештата, проблемите внатре. И затоа сакам да ми објасни што значи тоа за тебе физички театар. Што значи? Зошто мислиш дека треба да постои таква една институција, во смисла... Затоа што тоа е првиот вид на театар што постои. Добро, ете. Затоа што тоа во театарот знаеш дека е создаден во античка Грција. И првите видови на театри биле баш пантомима. Пантос и мимос означува пантос. Се, мимос имитирам. Се имитирале. Подоцна го вметнале средството за говор како момент во представите. Инаку пред тоа само пренесувале обреди, некакви танци кои што публиката ги гледал. И преку тие танци изразувале дали некаков трагичен настан, дали некој весел настан. Сето тоа се развива понатаму и еве сега како изгледаат нели најмодерните театри, но имаме и модерни танци. Марта Грейм ги има спроведено тие модерни танци за кои што се учи, исто има цела школа, многу академии, поготово во Њујорк, во западниот дел од светов и во Русија исто, тоа е многу развиено. Тоа е како да ја објаснам, не знам. Многу поразвиено од ваков вид на класичен театар со зборување. Значи треба да го видиш за да го осетиш и да дадеш мислење. Сега јас не можам да зборувам за другите луѓе што не гледале таков театар, но јас сум гледал доста и едноставно те опушта. Јас кога гледам таква представа се опуштам бидејќи гледам убави тела, развиени, што се движат прекрасно. Тоа е сакав да те прашам. И пренесуваат некаква емоција, некаква материја, ти дозволуваат самиот ти креативно да го развиваш мозокот додека ја гледаш таа представа и самиот ти да си направиш едно сиже, една содржина, една представа за тоа они што ти кажуваат. Не мора он да збори или друг да збори, за сега ја да разберам што ми кажа овој или што ми кажа или што се случува. Не викам дека тоа е лошо. Напротив, станува збор за два различни типови на театар. Тоа е тој театар на движење што го нема. Да, на тоа сакав да ти личи на балет, но не е балет. Не е балет, точно. Сакав на тоа да ти се надоврзам и да те прашам колку кај нас актерот има можност и само дисциплина да го одржува своето тело и да се грижи за своето тело, затоа што тој театар, значи тој што го зборуваш ти, така естетски изгледа феноменално. Актерите знаат да мораш да имаш кондиција и физичка и умствена. Така, значи не само што изгледаат добро, не само што се флексибилни и се движат феноменално и знаат и да пеат и да глумат. Да, се знаат. Имав конфликт, нема да кажам се еден мој колега, вика беге ти си пантомимичар, што збориш ти за глума? Ја вака го гледам, не му одговорив ништо, но еве вас ке ви одговорам. За да бидеш добар пантомимичар, треба да бидеш добар актер. Затоа што е многу потешко да пренесеш емоција само со твоето тело, отколку да кажам нервозен сум, нели? Или нервозен сум, или нели? Одма ти го правиш движењето, действието, но употребуваш и зборови кои што ти кажуваат што ти е. Да. А друго е да го направиш тоа без да зборуваш. Ти гледаш дека тоа или не мора, може да е среќен, може да е заљубен, може да е возбуден. Зависи. Зашто зборевме? Па тоа сакав да те прашам колку имаат навика кај нас актерите да се само само дисциплина. Јас мислам дека немаат. Јас мислам дека немаат бидејќи во ФДУ, во нашите или во естра. И не мора да значи дека ако си актер треба да си згоден и убав. Не зборуваме за тоа, значи во ред. Така, во ред, секакви карактери треба. Треба и грозни актери да има, што ќе ги глумат тие улоги, треба и дебели, треба и слаби. Дели, но тоа е веќе филм. Сега тука кога си во театар и на сцена или на улица како мене, јас не сум на сцена, но секој втор ден работам на улица, улична пантомима. Буквално по градинки, по игротеки, со деца по родендени. Тоа е пак театар. Тоа е дури пожив театар од овој тука театар. Бидејќи овој тука се прават проби, се светло, се шминкаат, а таму се добро се шминкаш пред настап. И излагаш. И тоа е тоа. Што ќе се случи ти не знаеш, имаш близок контакт со публика. Да се навратиме на ова друго.
Кај нас тие часеви што ги учат они, прва, втора, трета, четврта година, значи се многу фокусирани само на тоа, на суштината, на драмската, нели, Во на смисла драмскиот само дел, на глумата, на глумата. Нели, ние Да. имавме балет 4 години, ние имавме фехтовка 2 години, тоа е мечување. Ние имавме 2 години грим, учевме да се шминкаме самите. Да не ги зборувам теоретичните предмети. Имавме два вида, имавме класична пантомима и модерна пантомима. Имавме абстрактен театар. Многу предмети кои што се поврзани со движење. Да. И ти пред секоја Различни дисциплини кои што те прават една целосна слика Тачно. за тоа Значи, што го студираш како да, цело време професија. пред секој час се раздвижуваш, па професорот ти кажува вежби, па трчаш у круг, па не знам, сите заедно како едно. Нели, пошто физичкиот театар подразбира движење и на телото, значи ти цело време си во движење и цело време автоматски ја одржуваш таа кондиција. Не е улогата да седнам на стол, на читачка проба и сега ние една недела ќе читаме текст. И како да не се здебелиш? Ме разбираш, многу едноставно. Не се движиш, дебел си. Така да мислам дека треба да воведат, зашто не ја воведат пантомимата да. на ФДУ? Зашто не воведат, не знам, некој танц? Јас имав 2 години шпански танци, аруба, Види, меренге. тие учат танци, историски Ама една танци, година, движења. валцер учат и толку. Не знам како е, не сум Така доволно информирана, знам дека учат, ама немаат, например, неколку предмети за движење. Постои само еден Да. предмет, сценски движење, и тука завршува приказната, тоа е се. Но не е проблемот тука и кај сценските движења. Има многу длабок проблем. А тоа е дека кај нас почна да се произведува квантитет на таленти. Мислам, квантитет на ансамбл, на луѓе кои што треба утре да ја носат нашата култура и да се носат со нашата Да, култура. тоа е многу. Значи, Луѓе кои што не знаат да 14-15 дипломирани актери секоја година секоја излегуваат. година, Тоа е- Тоа е со сериозна говорни бројка. мани, што не знаат два танци да изиграат, што не Тоа е знае салто да сериозна направи, бројка. колук напред, колук назад, ќе го фати одма кичма, ќе се повреди. Не зборам за сите, секоја чест на исклучоците, но Така е, што не да. знаат да свират инструмент. Не знае да нема ритам, не знае да фати ритам. И тој е актер и глуми сега во еден од нашите национални театри, не е битно кој, ама не е само еден, за жал. Да. И јас знам дека, знаеш, ете тука пак се раѓа еден револт. Знаеш дека си подобар од многу таму, а ти не си таму. И знаеш како ти доаѓа? Да се сомневаш во себе, нели? Дека нешто, проблемот е до тебе. Толку може да наштети едно општество на секој уметнички мозок. И може да го убие. театарот, Кирил? Ми фали, не сум играл представа 4 години ваква на сцена. 4 години веќе. Тоа Тоа е голем период. Тоа е Но затоа се утепав голем пред камерите. период. Да. Морам да си најдам баланс. Да. Тоа е. Тоа ме радува кај тебе. Ти кажав уште преиска дека баш тоа ме радува. Си што играме со секогаш телевизија, наоѓаш начин да ја канализираш твојата креација Па и мораш. имагинација и све што носиш со себе. Ај малку да видиме за овој уличен театар што го спомнуваш, имаш патувано доста. Да. Како публиката и Баскерфест кој што се случува кај нас еднаш годишно, како публиката кај нас го прима тој начин на интерпретација, Одлично. ако може така да го наречам, како е твоето искуство надвор, кај сме ние, кај се они, од тој аспект малку да ми раскажеш. Оваа година бев дел од Баскерфест, веќе втори или трет поред. Минатата не бев, оваа бев. И морам да кажам дека критиките од луѓето што ги слушам во Скопје се лоши. За Скопје, бидејќи Скопје во првите Од кој Баскерфест се аспект се 10 лоши? Креативно? креативно од аспект на луѓе кои што ги викаат во земјава да презентираат вештини. Зборам од квалитетот на артистите кои што се носат во Скопје Кој и во ги вика? Македонија. Кој ги вика?
сакаш си име и презиме сега да ти кажам? Не, во ред, организаторите на фестивалот, да, организаторите на Баскерфест повикуваат артисти од Аргентина, од Канада, од Австралија, од Франција, од Германија, од Токио. А тие според тебе се компетентни за да јас не ги познавам, мислам. Според мене се компетентни, но не се атрактивни толку како што беа првите 2 години Баскерфест, не знам дали ти текнува кога имаш еден човек што одеше преку Вардар на јаже, што имаше такви спектакли, улични спектакли, што одеа по зграда, онде кај Рамстор, мислам, одеа со јажиња, правеа форми, салта, значи тоа беше стварно нешто што може да се види, да се доживее. Сега викаат некој магионичар, ќе застане, тој не очекува толку публика да помине. Сакам да кажам дека премина во шаблон, ете пак. Може би финансиите се проблем. Не се проблем. се финансиите Дури проблем. сега мислам дека имаат и поголеми финансии, бидејќи има многу спонзори, а и како главен спонзор е град Скопје, позади тој голем фестивал. Но мислам дека се кријат многу други работи. Како и да ја бев од тој фестивал дел, бидејќи сакам да работам на улица и си поминав прекрасно надвор од Скопје. Бидејќи надвор од Скопје, луѓево не се многу запознаени со уличниот театар. Они виделе нешто на телевизија, на филм, слушнале што е, како е, но многу ретко доаѓа пантомимичар на улица у Кавадарци и прави шоу. Или доаѓа, не знам, двајца акробати, тројца и скокаат. Или доаѓа оној што вози на жирафа, тие седни точачиња со едно тркало и си возат, нели? Значи, за нив е тоа, вау! И толку си искрени, толку се ти даваат енергија, ја преубаво си поминав. Секој шоу пари ти носат, мислам пари, нели? Ние тоа моментот баскинг е со капата, на крајот од шоуто ја ставаш капата и викаш јас си остив мојата душа пред вас, ставете колку што мислете вие за мене, дали заслужив, нели, некоја пара. Тоа е најдобрата критика за еден уметник, според Од тоа го вадиш лебот. Да. Значи тоа се тие улични артисти кои што шетале порано и ја ширеле, нели, уметноста од град во град, нели, хистриони, комедија деларте или како ги викале порано, оние што правеле улични театарчиња со кукли, неважно. Од таму потекнува целата приказна. Така да мислам дека е супер фестивал и дека треба да се продолжи. Но од аспект на атрактивни артисти, мислам дека може многу повеќе да се направи да стане навистина нешто големо за луѓево да видат кај нас. Тоа се случува. Од другиве земји, каде што сум бил, например, бев во Сплит, наисто на Баскер, тоест не беше тоа Баскерфест, тоа беше некој друг фестивал, но ама се занимава со оваа тематика, значи истава шема, само во Сплит. На ривиерата таму работевме 6 дена, секој ден имавме по 2 шоа и супер си проаѓавме, онака луѓево предобро не прифаќаа. Од сите страни доаѓаат артисти на кои што им се воодушевуваш, бидејќи он за тие 40 минути прави чуде и собира публика, не можам да ти опишам колку какви кругови. Многу убаво чувство, тоа не се опишува со зборови. Да. Тоа се доживува. Па ретко имаме ние можност да гледаме, знаеш, си бил и уличен музичар кај нас. Јас види уличната музика ја знам од YouTube. Така. Мислам, знам ни светот тоа што сум гледала, мислам тоа е една развиена, модерна професија, ако може тоа така да ја постои, наречеме. поготово во Барселона, Париз, секаде постои, Берлин, мислам, големите градови. Да, апсолутно. Кај нас има таков момент, потик, поддршка од многу луѓе од градот Скопје. Значи за улични артисти, секој што сака да ја покаже својата вештина, без разлика дали свири, дали глуми, дали било што да прави, тоа да, нели, во склоп на уметноста да биде. Да, нормално, да. Ги пуштаа тука на улица, си имаат своји термини, јас бев дел исто и од тоа. Како се викаше проектот, не ми текнува, ама тоа е улични артисти Скопје. Да. И имавме обврска да свириме еднаш 4 пати во месецот на плоштад. Да. Со тоа што ни ги менуваа позициите, пунктовите, еднашка пред Скаличките во Трговски, друг пат таму во средина кај Александар Македонски. Не е битно. Сакам да кажам дека луѓето добро реагираа. Имаме ние таква публика, интересно мислам, не е тоа... Убав е моментот, во живо се случува, тука го остваруваш контактот, различни луѓе, различни лица, па ќе застане некој ќе те послуша, ќе си отиде, ќе дојде друг. Се создава една публика и ти како артист се промовираш, но ете сепак пак ќе кажам, подкрепата е многу мала. Да.
Значи поддршката има таму некоја месечна плата смешна, 3000 денари во месецот, мислам. Тоа не е никаква мотивација. Никаква. Да. Никаква мотивација. Не дека во Берлин сега некој им плаќа, ама во Берлин кој ќе дојде некој кој ќе ти фрле евро, не е исто со денар 5 или 10 кај нас. Нели? Одма е разликата таа. И 100 луѓе да ти фрлат по 1 евро се 100 евра. А кај нас 100 луѓе да ти фрлат по 5 денари, колку се? Или по 10, 1000, така? Разликата е евидентна. Да, апсолутно. Кирил, еден од ретките, може би и единствен си, што бил сам свој продуцент. Имаш снимано долг филм, човече. Да. Долг филм, сам, до Индија отиде. Ајде раскажи ми околу тоа, знаеш, јас многу... Тоа секогаш е актуелно кај тебе, кога и да те спомнат, Максим вака, свети, Максим, знаеш. Па добро, тоа си го закачив ја као опаш. Асоциација, да. Да ме подсетиш за ова, пошто забегувам со темиви и не ти одговорам целосно Да, на прашања, да. али ќе пробам ова да ти го одговорам. Прво за продуцент. Да. Што значи да си продуцент? Значи да имаш една битка сам со себе прво во главата, дали треба и дали вреди да се направи таков проект на своја рука, на своје рамо, да го носиш вака, цел филм. Тоа е продуцентот, нели таткото Да. на филмот, кој што треба да најде све, и режисери, глумци, и кетеринг, и костимографија, и локации, и пари, и маркетинг за понатаму, и сето тоа. Значи, тешко е, не викам не, но ако сакаш се можеш. И јас со таа идеја, може би бев млад и многу луд, полут од сега, и не размислував ја уствари у каква каша влегувам. Ја мислев дека тоа е се толку едноставно, така се прави филм, вау, правам филм, нема проблем, сакам филм, да, сакам. Колку години го снимаше? Па ја почнав да го снимам тој филм на 18-19 години, па правев пауза една година, па да присоберам пари, па во Бугарија искористив од надвис опрема, локации, Кој ќе кажеш во Софија дека си од надвис е многу полесно. Ете, не знам тоа тука дали постои, но таму постои и одма добиваш дозвола за се. Ти даваат луѓето, ти помагаат и кој им викаш на колегиве со задоволство трчаат да глумат, не ти бараат пари. Значи ете таму тој аспект заштедив многу финансиски. Од друг аспект се искозив многу, се обелев малце, мислиш дека ова така е, прашина нешто ме фати. Значи све си има свои жртви. Све си има свои жртви. Да. Така да продуцентството е зафркната работа, но ете кога веруваш во нешто, не може никој да те сопре. Што сака нека биде. Ако имаш сон, а јас имав сон да имам филм, и тоа се случи, вака или онака. Многу непроспиени ноќи, многу нервози, па од каде пари да најдам, па како ова да го смалиме буџетот тука, па кај да снимаме, па како ќе ни биде, па сценариото тука игра многу битна улога, бидејќи мислам дека тој филм го спаси сценариото. Затоа што технички е каша попара. Снимене со 4 камери, хаос. Добро, во Бугарија делот е многу професионално снимен и тоа одскокнува од другиве делови, но тоа почетокот у Скопје као не е важно, причата е важна. Тоа ете ризикував и ме лансираше, не ми донесе многу фидбек финансиски, но ми донесе некаква популарност. Сите зборуваат за тоа, да? Да, беше во кино еден месец, бев ни сите градови во Македонија, луѓето ме знаат како Максим и затоа е тоа Кирил Трајковски Максим. Марлон Брандо. Многу го сакаш изгледа Да, Марлон Брандо. Да, многу е добар. Стварно е добар. Мислам најдобар е. Нема подобар. Ја само тие ги си идоли најдобрите. Добро, што е она што еве клише малку да поразговараме. Зашто Марлон Брандо се вика твојот бенд, освен што ти омилен актер? Што е можеби она најсуштински од него што го земаш како волја и поттик што ти дава да одиш напред? Нешто добро. Што е? Врвот. Врвот е Марлон Брандо. Да. Не само како име, туку и како поем, туку и како критика кон некој. Знаеш, очите ти се Марлон Брандо. Кармино ти е Марлон Брандо. Значи нешто царски, нешто господски, нешто кое што е добро. Да, Значи синоним за нешто најдобро.
затоа и така. Што е Марлон Брандо кај те за тебе Како денес? зречица стана Марлон Брандо. Денеска? Денешницата, што е Марлон Брандо за тебе? Па не знаме теа Или што треба да биде? Што треба да биде? Треба да се снима квалитетно нешто. Треба нешто ново. Треба нешто свежо. Еве сега гледам некои нови серии излагаат и баш ми е кејф, свежи, така убави. Мислам има и утки нормално, има секакви моменти, но најбитното е дека нешто се прави. И тоа ни фали, малце сме монотони од тој аспект, значи немаме продукција некоја јака, а не дека нема луѓе што не знаат да го прават тоа. Вамо од таму ќе ги присовереш, ме разбираш, има професионалци, па не знам. Значи треба да се направи. Исто зборувавме едноставни работи треба да има, но да бидат квалитетни, да бидат со вкус, да не бидат кич. Кај нас се прави, ама све е тоа ефтино некако изгледа, не знам зашо, не знам до кој е проблемот. И како да ти кажам се што е Марлон Брандо. Фолтин се Марлон Брандо. Фолтин многу ги сакам. И за мене се Фолтин Марлон Брандо. Ето, тие се супер. Нокаутси исто интересни. Си сакам некои бендови така од филмовиве наши. Не знам кој филм е Марлон Брандо. Баба Зумбула, тој ми остана најсмешен таков. Не дека нема лоши, мислам, добри филмови, но со оглед на буџетите што им ги даваат, а овие само се жалат цело време, немаме пари. На кастинзи одиш? Па, како додам кога никој не ме вика? Знаеш, они си се јавуваат меѓу себе на нивни луѓе, па ти гледаш една цела плејада на исти актери у филмовите. Да. Како додам јас? Цело време истите. Нели не можеш така да баеш на графчиња и сега некој ќе ти каже ја би има кастинг таму и таму. И ти ќе отидеш. Ќе те јаде јанза ако не отидеш. Ќе речеш, абе, ако се појавев, може ќе ми даде некој улога. Ама ќе те одбија 2-3 пати и после пак денешницата те тера да се сомнуваш во себе, дека ти не чиниш, зашо не те одбиле. А уствари тоа е све кажано, договорено, тој ќе го глуми овој. Значи, некојаш кастингот го прават само туку колку да има кастинг, нели? Колку да ги оправдаат средствата, пошто тоа кошта. Нели, кастинг, агент, просторија, кетеринг, па тука. Колку, ајде, нека пројде некој кастинг, да кажеме дека сме имале да замачкаме очи и евентуално некој ептена кој им се свиѓа. Значи, зашто е тоа така? Зашто нема стварно отворен кастинг? Зашто не става да залепат? Не дека немало таков вид на кастинзи, но обично све во земјава е во тие потесни кругови. Тие едни луѓе си се знаат, си се врзани, она, и си се јавуваат меѓу себе. Како се влегува во тие кругови? Не знам, ете, не сум влезен, кажи ми, да влеземе и ние да се пробаме. Не знам како да влеземе, стварно. Каде да купиме карта, Тропаме по брате. Каде, брате? Де чемо ми вако, брате? Немам појма. Сакаш да се вработиш во театар? Па, ако имам шанса, да. Би сакал? Да. Јас мислам дека многу повеќе работиш сега отколку од кога би се вработил. Тоа ти го спомнав пред. Да. Повеќе проекти имаш кога си незадоволен. Пошто кога си задоволен од било што во животот, ти веќе седнуваш, си легнуваш на брашното, нели? Супер е, ја остварив целта и сега само ќе лежам. Дај да јадеме пица. Дај ова, дај, оно и после дебел, бе, братче. Нема како иначе, тоа е. Кажи ми за... Ајде да му се навратиме малку на Максим и на Индија. Јас не сум била во Индија, Кирил. Во Индија? Што има да отидеш. Таму има многу хармонија. Таму има многу муви. Таму многу мириса воздухот, но тоа е све оди у... Види, индијанци се таму. Тоа нема муавет. Значи, диви се малце од тој аспект, пошто ти си сега тука научен на други морални вредности, друго општество. Што те инспирираше тебе таа средина како актер? Прљави се малце како актер, што ме инспирирало? Ме инспирирало тоа што е екзотична земјата. Ми се свиѓаше локацијата. Порано сум ги гледал филмовите со Рамбо кој иде таму и Тајланд, Мајланд, се тепа, нели, деца, сите сме гледале такви филмови, али Индија е земја каде што луѓето се срекни. Значи,
духовно е се, не можам да ти кажам искрено сега како да ти опишам како Индија. Треба да се посети, да видиш. Има и работи што не ми се допаѓа, но како актер ја многу не можев да мислам таму и немав некој контакт со некои актери. Јас таму немам. Не дали си имал контакт, што значи за еден млад актер, човек кој што се занимава со оваа професија, затоа што ретко имаме можност јас да отидам у Индија. Ништо бе како турист, си одиш таму, си гледаш мајмуни, банани, луѓе со автобуси, со возови, се возиш, премногу народ, многу кратци, многу криминал, многу танци, многу крави на улица. Све е со крави, све е ама некако е интересно. Целото тоа, целиот тој хаос станува симпатичен на некој начин. Бевме сместени кај сестра ми, пошто она живееше 2 години во Индија, во јужниот дел, Ченај, и таму тоа беше како една заедница во која што си престојуваш. Си даваш некоја мала сума на пари, можеш да седиш таму, заедно се храните, заедно се будите, правите медитации, јога од сабајля. И ја го искористив тој момент тука да ги снимам тие дечки, нели во Максим, што се сите такви. Така да не знам како да ти објаснам. У секој случај е многу убаво. Секој патување убаво. Да отидеш и на Сибир, сигурно ќе најдеш некоја убавина. Да отидеш било каде во Африка, ме разбираш. Значи убаво искуство. Да можам, многу работи има таму, да можам ова, да можам она. Јас исто си посакуваш. Јас исто сум посакувала многу пати како малиот принц да видам 42 заеди сонца. Не знам дали ќе ми се исполни таа желба. Зашто да не, ако веруваш? Што би ти, кога би го имал тој трендафил во своите раце, кој што го посакуваш на малиот принц, кој што го шета од планета во планета, што би ти? Што би ја? Да. Јас сум човек што сака да создава. Јас сум уметник на живењето. Мојот живот е моето уметничко дело. Значи, ја не сум го кажал јас сега, ама се водам кон тоа. Значи, стварно, животот што ми носи, мене цело време тоа ми е како успех. Секоја нова девојка ми е успех. Како да ти објаснам, секоја нова љубов. Во се гледам убавина. Сакам многу да шетам, би сакал да снимам професионален филм, тоа е мојот сон. Како актер. Добро. Во Холивуд, да речем. Тоа е мојот сон. Да, ми спомна дека ќе одиш во Канада. Да, па тоа ми се тие планови. Па ете да прошетам. Си заминуваш од земјата или... Па сакам нешто ново да ми се случи. Значи таков човек сум, знаеш, кога седиш на едно место веќе станува и монотонно, издосадува, веќе кога исцрпена целата енергија од тоа поднебје, ти треба некој рефреш, да си отидеш негде, па макар и да не успееш било што да правиш, нешто ново ќе ти се случи, сигурен сум. Поразлично од овде. Поразличен воздух ќе дишиш. Поразлични локации, очите ќе ти гледаат други нешта. Да. Сега си далеку од дома, нели? Кога си далеку од дома, па малце ти фалат мајка ти, татко ти, па децата, па фамилијата, па да се соберете, па да си ручкате и све тоа, нели? Ама од друга страна, па кога си сам, сваќаш колку си силен. Ние не сме свесни каква сила имаме во нас, додека сме тука, пошто знаеме, заштитени сме на некој начин, и со дом, и со, нели, фамилија, тука си роден, едноставно ова е твојата земја. На друга територија стануваш многу по-спретен. Значи, повеќе ти се изоштруваат сите сетила и ти стануваш самиот посилен како човек. Ти се раѓаат карактеристики кои што не си свесен ни дека ги поседуваш. Снаодливост, ме разбираш? И такви работи. Тоа мене ми се случи во Софија кога отидов сам. Нема кој да ти испере, нема кој да ти направи ручек, нема ова каснење, маснење, ваму таму, мораш да фатиш автобус, такси. Не само тоа. Патувањето за мене е клучно за еден уметник, актер, режисер или било кој што се занимава на некаков начин со нашава професија. Клучно е да патуваш и да гледаш театарски представи, знаеш, зашо не знам, например... Јас каде да отидам можам со мојата професија да застанам и да заработам. Мене не ми треба ни светло, ни проба, ни не знам костими, ни не знам што. Мене ми треба еден квадрат на улица. Застанувам, се шминкам, си го ставам капчето и си правам пантомима. Ги поздравувам луѓето, ги правам да бидат среќни. Тоа ми е многу добар момент и се гордеам со тоа бидејќи го имам како еден занаем.
Што е она што да го заокружиме некако овој разговор, можеме уште 2 часа ако сакаш. Можеме, да, ама ја треба да одам. Мораме. Сад да те прашам колку е сат. Ме чека телефонот. Ајде некако за крај да го заокружиме овој разговор. Што ќе ја советуваш оваа млада генерација на невработени актери пред се? Јас сепак пак стојам на тој став дека во телевизија актер не може креативно да се развива. До кога? Како? Знаеш, во еден момент мораш да бараш други некои канали за да креативно се развиваш. Да, и да Што е она што ти би го дал како совет на плејадата од невработени актери, млади? Види, не сум компетентен јас сега да давам Не зборуваме совети. за компетентност, Вака да правите, така да не, правите. зборуваме од твоето Да искуство. секој да те тапа руцата. Немој да не си го направил тоа. Бидејќи си неуморен во работата, Кирил, излегуваш на улица, свириш, пантомима, музика, филм, знаеш, едноставно, наоѓаш начин како ти да се бориш сам, нели? Па нека се огледаат на мене. Пуштете YouTube. Не, па, види, секој треба да си најде свој канал. Секој сам треба да си помогне. Ние џабе ќе ги советуваме ако они немаат црпка у мозок, како си каже тоа. Значи мора сам да си направи еден пат или некоја шема како он ќе се гради како актер. Мора да имаш план, мораш да имаш визија. Без визија ништо не можеш да направиш. Да. Значи, тоа, ќе ги замолам да имаат визија. Ако имаат визија, секи им стигне. Се надевам ќе имаш можност да работиш во театар. Со тебе. И биди сигурен дека јас ќе те поканам само ако речеш се дека ќе си дадам. зафатен. Се ќе давам од себе. Пошто си многу клужен. Да, се надевам ќе соработуваме, сигурна сум дека ќе соработуваме. Мило ми. Фала ти, ќе се видиме во некој процес. Ќе се видиме. Да. Од Кавка процес. Да. Фала ти. Фала.